Доколку за 15 дена државата не ги исплати субвенциите од ковид мерката, кочанските ризопроизводители излегуваат на протести. Тврдат дека од мерката се офајдиле само 15% од производителите. Засега се откупени 6 до 7 тони. Останатите 18.000 тони од овогодинешната реколта, поради тоа што капацитетите на откупувачите се полни, земјоделците оризот го чуваат во амбарите. Бараат рокот за откуп да се одложи до јуни. Значи, барат со следни. Редовните студенти да бидат исплатени за 15 дена и овие сите други да се продолжи ова што е откупо до јуни месец, да може да го предадат увето и да бидат оплатени со ковид мерката од 3 динара. А субвенциите да остават, значи редовните 3000 по единица декар. Во колку тоа не се постигне, ние ќе спадеме на патол и седок нашите барања, значи да бидат исполнени, ние нема да престанеме со протест. Драстичното зголемување на цената на ѓубривата и препаратите се причина за оризот повеќе не биде рентабилна култура. Наместо сегашните 17, бараат оризовата арпа да се откупува по 40, а белиот ориз по 80. Се што испод тоа, ние не може да се еме ориз. И оризот ки шесне од пријата корепата, која пиона, која сончуглед, значи нема се кај нас. И ние ќе станеме социјални случаи. По палењето на страништата оризопроизводителите се децидни дека кибритот е единствениот начин за да се спасат од сламата што остана по нивите. Бараат од надлежните, заедно со противпожарните екипи да направат распоред со кој ќе се контролира палењето.